Ајде вака ќе кажам во најавата, ако мислите дека моторџиите се само кожни, јакни и бучни мотори, денеска ќе ве разубедиме во тоа. За древот на моторите секогаш стојат големи срца и најгласни гласови за хуманост. Утрово ќе имаме чест да најавиме настан кој прераснува во една од најголемите манифестации не само кај нас, туку и во регионот, Моторок фестивал во Куманово, со многу мотори, над 20.000 посетители. Ова не е само фестивал, ова е движење. Ќе кажам добро утро за Давор Петрушевски и Столе Јакимовски, со кои што утрово ќе ги споделиме и деталите за овогодинешното издание. Добре не дојдовте. Ќе се согласите со најавата, така? Луѓето што не возат мотори така доживуваат. Велат моторџиите само за себе си возат, си уживаат во моментот, но не е тоа така. Кажете ни што ново не очекува годинава на фестивалот, каква е атмосферата кога пристигнуваат многу мотори одеднаш? Добро утро. Пред се благодарност до поканата. Вака, значи, фестивалот од година во година растеме се, поголеми сме, повеќе посетители доаѓаат. Така да оваа година ја збогатуваме програмата, сабота целодневно. Ке имаме игри за деца, спори, трки, моторџиски, ке има перење на мотори. Еден од побавите мотори на фестивалот ќе биде на пена парти. Така да целодневната забава да. Така. Само да се исправиме, тоа е моја грешка. Ова е Давор што зборуваше, Столе е таму поради подписот доле, ме праша убаво колегите од режија, но тоа е сепак моја грешка. Столе, како успеавте од едно локално мотособирање да стигнете до настан со гости од цела Европа и бендови дури од Соединетите Американски држави? Да, така, значи фестивалот започна да кажам пред долги години, инаку ние сме клуб формиран уште 2008 година. Екзистираме веќе 17-18 години. Прво сето започна како еден вид роденданска забава на самиот клуб од основањето, кое со години прерасна во веќе и во голем фестивал. Значи првично беше нормално, како и сите почетоци, беше малку потешко, без голема поддршка од сите страни, да кажам, и така некако започнавме на мускули први неколку години, по неколку години кога немавме опции и правевме и паузи, не ги организиравме, меѓутоа еве се посериозно и посериозно се зафативме со тоа. И веќе, да, фестивалот биднува и интернационален, дури и интерконтинентален веќе од оваа година, значи веќе бендови дури почнуваме да доведуваме и од Америка. И многу ми е драго околу тоа, тие гости се веќе дојдени, веќе се сместени тука во Куманово, се дружиме и сите се онака ентузијастички расположени да чекаат да настапат. Каква е реакцијата на странските гости? Што им е највпечатливо од Куманово и од фестивалот? Па вака, нашето Куманово не е метропола, но важно е како ќе се пречекаат гостите, не доаѓаат да го видат градот, сигурно само тоа. Мислам дека особено кумановци се познати по гостопримството. Така да сметам дека тоа им станува насеќавање на гостите што доаѓаат, добра забава, насмејани лица. Јадење. Што беше специјалитет во Куманово? Одамна нешто ми готвеа таму, нешто еден кумановски со месо, нешто беше. Да, мезелак, има кумановски. Мезелак. Па кога ќе пробаме мезелак ќе заборави и на сат и на се таму што има долу, сигурно. Нормално тука добра има секогаш добра музика. Настаните се без инциденти, така да тоа што ми станува осеќавање на гостите. Кажав јас на почетокот, не сте само фестивал, добитници сте на ноемвриската награда од општина Куманово за хуманитарна работа. Ајде малку повеќе за оваа страна од вашата приказна. Па вака, хуманитарната приказна од секогаш постоела тука, да кажам, во нашиот клуб и во сите клубови, верувам, помеѓу сите моторџи, бајкери. Тоа се случи 2014 година, почетокот, да кажам, на поголемиот хуманитарен гест што го направивме ивент. Тоа беше за членување во Charity организација Eurobikers. Тоа е една европска асоциација на моторџи, каде што мислам тука се угледни доктори и дури и некои директори на болници од Германија, од Австрија, од цела Европа, кои што
кои собираат опрема медицинска од сите болници во Европа, која што они ја расходуваат, да кажеме, за година-две. Тоа е нова опрема, некоја воопшто некористена. Тоа се случи да преку нив издействуваме да донесеме дури 6 камиони медицинска опрема во нашата болница во Куманово и во Зафир Сајто, тогаш беше во старечкиот дом. Тоа беше многу, да кажам, од огромна вредност опрема. Се случи што се случи, тоа, да кажам, беше еден многу добар момент. Тогаш, во тој момент, и општината, и, да кажам, и државата виде во нас, да кажам, препозна некој потенцијал. Да. Тогаш ни помогна и општината, и болницата некако да направиме, да го обележиме тој момент. Го обележавме со првиот фестивал, да кажам, онака посериозен кој го направивме тогаш, со присуство на познати гости и бендови од секаде, од страна. И така започна таа приказна за поголеми фестивали. Таа година, баш заради тој гест, бевме номинирани за ноемвриска награда. Тоа е инаку највисока награда на општествено ниво во Куманово која може да се добие. И може да кажам, погоре подолу секоја година сме во потесниот круг, повторно може би да добиеме. Како изгледа една година со вас од вакви акции, крводарителски акции, донација на медицинска опрема од странство? Верувам, активни сте 12 месеци во годината, не само пред фестивалот. Така. Значи, како и секоја година, ние во неколку наврати организираме крводарителски акции, хуманитарни акции на луѓето и децата што тоа им потребно, нели? Во градот сме познати по акцијата Дедо Мраз на мотор, која што ја организираме од нашето основање на клубот. Така да секоја година, пред Нова година, ги радуваме децата на најшиот плоштад и потоа одиме во градинката со децата со посебни потреби. Таму се дружиме со нив и носиме пакетчиња, се така, правиме забава. Така. Мотокултурата често се гледа како субкултура. Вие носите во служба на заедницата. Столе, како јавноста реагира на тоа? Па, вака, јавноста, морам да кажам, многу сум пријатно изненадан. Значи, јавноста во последниве години посебно некако ја позитивно гледа на таа наша, да кажам, култура. Ние во заедницата, да кажам, во нашето општество даваме допринос каде можеме, нормално колку луѓе сме, каде можеме на сите страни, дали ќе се тоа хуманитарни акции, дали ќе тоа некоја помош. Пред некое време имаше пример едно здружение исто на локално ниво кои сака да средат косење на трева, садење на дрвја на еден дел од Куманово кој се вика Студена вода таму, излетничко место. Помагаме, асистираме и на нив во крводарителски акции, учествуваме, како што кажа Давор, собираме средства на, да кажем, на секој фестивал за одредени лица кај што има потреба нормално да се помогне. И мислам дека таа наша субкултура општеството е препознала во последно време, се повеќе и повеќе се пројавува интерес во последно време луѓе да купат по-сериозни мотори, да влезат во таа култура, што не беше случај, ајде да кажам, пред 10 години, кога беше малку повеќе табу тема. Па да, и не се зборуваше премногу. Најверојатно и сите овие вакви интервјуа кои што ги правиме и се ја доближуваме оваа култура до граѓаните. Сега, на какво ниво е мотокултурата во Македонија? Ако се уште не на некое пониско ниво, би вметнал тука и под прашање што недостасува да бидеме на уште повисоко. Мотокултурата во Македонија мислам дека има голем напредок во последните години, но за жал мислам дека треба уште да се работи на тоа. Ние како здружение, како клуб имаме доста по неколку акции годишно со СВР Куманово и со нив гледаме да им објасниме на младите, посебно на младите деца, дека носењето на кацига, опрема, почитување на својќаната култура и знаци, дека треба да се почитува и од особено значење за пред се за самите себе, самите моторџии, нели? Така. Животот мора да
Да, и тоа всушност ми беше едно од следните прашања за младите. Сигурно ги учите од сега на вредностите, како треба да го практикуваат ова нешто. Така, за тие акции се баш наменети за нив. А ги има млади. Објасниме дека тоа не е лошо, дека треба да ги носат, посебно кацигите и Така. да, почитувањето на Сообраќајните правила. Столе, што може да очекуваат посетителите, да се вратиме при крајот разговорот и на фестивалот од аниматори за деца преку надпревари, бавни трки со мотори ќе се печат трасиња, така тоа е надпревар? Да, тоа е, секоја година гледаме да го збогатиме настанот со некоја нова, нели, агенда. Така да оваа година да покрај аниматори за мали деца, значи акробати преку печење на прасиња, тоа е еден да кажеме надпревар, каде што сигурно преку 20 може и 30 клубови кои доаѓаат и од страна и од странство, по цел ден се тука е дружењето, тука е, да кажам, позитивната енергија. И покрај тоа ќе имаме бавна трка како еден исто нов момент. Ние не сакаме брзи трки, ние сакаме безбедни, спори трки. Тоа ние, да кажам, не е поентата се во брзината. И покрај тоа ќе имаме и многу добри тие бендови, како што кажаме, нормално оваа година избегнуваме пиротехнички средства, како што знаеме, нели, не е баш оваа година заради немилиот настан во Кочани, тоа веќе инаку едно време практикувавме и такви моменти, меѓутоа сега тоа е малце на подруго ниво го организираме и така. Така, сега останува за крај да ги повикаме гледачите, уште еднаш да подсетиме за сите детали, локацијски и во една реченица, двајцата, зошто мора да се биде таму? Така, значи, локацијата е добро познато спортскиот аеродром Аџитепе во Куманово. Петок почнуваме од 18 часот, сабота целодневно, комплетна забава. Има покана до сите и моторџи, не моторџи. Нема да зажалат ако дојдат, значи забавата е загарантирана, така да. Тоа е тоа. Да. Тоа е. Многу клубови ќе присуствуваат, многу луѓе, многу гости, многу мотори на едно место. Верувам ќе биде убаво и времето ќе се погоди. Времето, да, фала Богу, оваа година немаме најави за некои бури, за нешто. Гледаме сега за сега времето работи за нас. Ви благодарам уште еднаш многу за гостувањето и за тоа што ни дојдовте од Куманово утрово да ги споделиме деталите за Моторок фестивалот. Благодариме. Благодарим. Поканата.